Што беше пресудно што те натера да го отвориш Creative Hub? Па добро, јас имав искуство во корпорација, после тоа завршив постдипломски во Монако и сакав да се предизвикам као предприемач. Македонија видов како земја каде што најлесно може да се отвори бизнис, ама и многу е тешко да успее, пошто генерално сме мал пазар. Меѓутоа го видов како можност, го отворивме и еве, сега сме тука. Што помисли кога ти рекав дека ќе отвориме бизнис? Па добро, бев исплашен бидејќи немавме бизнис план, само така тргнавме во акција. Но еве после 2 години изградивме центар каде што можеме да кажеме дека доста индивидуи помина и помагаме огромен дел од општеството, односно кадарот што не достига кај нас во државата да го решиме тој проблем. Дали првобитната визија на Creative Hub е истата или пак се смени? Па дефинитивно се промени, како и секој бизнис што евалуира, така и ние започнавме со курсеви, стигнавме до академии, сега стигаме до центар во Тирана, така што се, степен на растање. Кој ти беше најголемиот предизвик да ја водиш фирмата кога јас не бев тука? Најголем предизвик ми беше тоа бидејќи се осеќав неискусен, но исто така верував во мене, мислев дека нема да имам потешко тие проблеми, иако ги имав. Но дефинитивно тоа што најмногу ме кочеше тоа дека мислев дека сум едноставно неискусен. Кој е искуството да се биде предприемач? Неограничена слобода, меѓутоа и неограничена одговорност за се. Помисли ли некогаш да се откажеш? Не сум помислил никогаш дека ќе се откажам, дека ми било тешко ми било, дека сум се сомневал на одредени моменти сум се собил, ама да се откажам не. Што би им посакал на младите што сакаат да започнат свој бизнис? Акција и само акција. Значи, да не размислуваат многу дали е вистинско време, дали е вистинско место, него само да почнат и да се впуштат во тоа и да видат што ќе донесе. И секако да работат многу. Колку сати работиш на ден, а колку во неделата? Отприлика работиме од 9 до 12 сати, исто така вклучувајќи и сабота и недела, ама во просек јас би рекол дека работим околу 10 сати на ден. Дали Creative Hub е нешто што би го правел до крајот на твојот живот или пак имаш други идеи? Creative Hub за секогаш ќе постои во мојот живот, ама ќе реализираме плюс уште идеи. Дали се чувствуваш неискусен? На почетокот да, но сега веќе кога сум 2 години во Creative Hub, не. Дали ова е се што сакаш да постигнеш? Не, кога ќе стигнеме на берза, тогаш може ќе кажам доста. Помисли ли некогаш дека ќе се најдеш на листата на Forbes и што ти падна прво на памет кога го доби мејлот? Па добро, бев пресреќен и премногу возбуден, бидејќи да се добие Forbes на 23 години е едно огромно признание, но исто така бев тажен бидејќи јас кога го добив Forbes, нели во тие моменти ти не го доби тој мејл, туку отпосле го доби. Така да дори бев малку тажен бидејќи мислев дека само јас добив, а не ти. Рандал Лейн или Ричард Бренсон? Рандал Лейн. На листата на Forbes под 30 се најде со само 23 години. Кои се наредни планови? Па добро, да се биде Forbes на 23 години е огромна можност, бидејќи во текот на наредните години можам многу да го искористам тоа, не само за мојот бизнис, туку и за мој личен развој. Така да е одлична можност. Кај го гледаш бизнисот за 5 години? На берза во Њу Йорк. Кои ти се наредни планови? Лични, мислам да се запишам на мастер во Букони во Италија, а бизнис планови е да отвориме Creative Hub во целиот Западен Балкан, а воедно и во Дубај. Дали ќе бидеш првата жена председател на Република Македонија? Председател не, ама премиер можеби. Да си напишам да го прочитам неколку пати. Бидејќи ќе има многу можда за раст ми да цело време да кажам. Дефинитивно мислам животот е нормално дека не, ај уште еднаш. Животот е бајка. Да, може така нешто да се каже. Не се смеј може. Немој така да разберат. Има да ми ја скине главата.